Оле? Навсекаде сме распоредени со земја. Почитувани граѓани, денес зборуваме не само како јавност, туку и како луѓе кои загубија нешто што никогаш нема да може да се врати. Зборуваме како семејства, како родители и како луѓе кои што сватија дека трагедијата што се случи во Кочани може да му се случи на било кој. И никој не е заштитен кога институциите не ја вршат својата работа. Ова не е политички повик. Ова е повик од срце за правда, за вистина и за човечност. Почитувани пратеници, бараме да покренете иницијатива за одржување на надзорна расправа пред надлежната Собраниска комисија, како и да формирате посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата, бидејќи загубата не е бројка, туку живот. Трагедијата во Кочани представува сериозна навреда на најосновните човекови права. Право на живот, право на безбедност и право на навремено и ефективно постапување на институциите во ситуација со закана на живот. Бараме да се утврди зошто институциите задоцнија. Никој не треба да живее во мислата дека некој можел да биде спасен, а не бил. Никое семејство не треба да носи болка која е последица на ваков пропуст, негрижа или недействување. Бараме да се утврди вистината. Каде се случиле пропустите? Кој не реагирал? Кои институции задоцнија? Кој ја имал должноста да спречи, а не спречил? Бараме посебна анкетна комисија затоа што имаме право сите на вистина. Истражувањето што се водеше остана нецелосно, со многу отворени прашања, без одговор и недоразјаснети околности. Ние, семејствата, останавме со сомнеш дека вистината овој пат е сокриена. Анкетната комисија неопходна да го обезбеди следново: сите факти да излезат на виделина, проверка на постапување на сите институции од локално до централно ниво, да се утврди евентуална политичка или службена одговорност, да се подготват мерки кои што ќе спречат и ќе гарантираат дека ваква трагедија никогаш повеќе и никому нема да му се случи. И ова не е барање за сожалување, туку барање за правда. Ние не бараме сочувство. Тоа не ги враќа за жал нашите најмили и не може да ни избрише болката. Бараме институционална вистина, фер постапка и гаранција дека уште едно семејство нема да се разбуди во ноќта која што ние преживеавме. Вашата должност е да ја заштитите јавноста и сите граѓани.
а од вас очекуваме човечност, одговорност, транспарентност и посветеност на заштита на животите на граѓаните. Бидејќи ова не е само наша болка, туку ова општествена болка. И секој кој денес е тука со нас, секој кој што не слуша, има право да ја слушне вистината. Бидејќи правдата не е привилегија, туку правдата е право, а одговорноста е ваша должност. Благодарам. До Скопје. 99 километри во кои што сите, кои што одлучивме барем еднаш да отидеме до Кочани, поминавме низ наша внатрешна револуција. 99 километри тага, молк, солзи, бес, гнев, но и 99 километри надеж. Надеж дека нема да заборавиме, надеж дека нема да се откажеме и дека надеж дека конечно во оваа држава ќе имаме процес во кој што сите одговорни ќе одговараат, а не само главите кои што биле избрани да го задоволат нашиот гнев. Надеж дека ќе изградиме заедница во која што овие луѓе нема да бидат сами, туку сите заедно ќе се обидеме да им помогнеме и да ја споделиме нивната болка. Надеж дека ќе изградиме заедница во која што нема најдобрата алтернатива да биде авионски билет во еден правец. Бидејќи која е другата алтернатива? Дали е алтернативата да живееме во држава во која што родителите се плашат да ги испратат своите деца во диско, бидејќи дискотеките горат? Дали е алтернативата да живееме во држава каде што се плашите да отидете во болница дека и болниците горат? Каде што се плашите да патувате бидејќи и автобусите горат? Каде што е опасно и да дишете бидејќи и депониите горат? Гнев заради тоа што како општество ги оставивме овие луѓе сами. А знаете кој не ги помина тие 99 километри? Тие 99 километри не ги поминаа пратениците во ова собрание. Тие 99 километри не ги поминаа и затоа не можат да разберат која е болката која што овие луѓе ја претрпеа. Не ги поминаа тие 99 километри за да дојдат, да ве видат, да ве слушнат, да почувствуваат и да се обидат да ви помогнат. Како да заборавија дека ова собрание во Скопје, градот на солидарност. Ова собрание има видено како светот се обединил за овој град да се изгради. А тие што направија? Отидоа 2 недели на одмор. Било премногу сензитивно за да се состане. И што направија кога се вратија? Не можеа да формираат обично мнозинство за поддршка и финансиска помош на семејствата и жртвите од пожарот во Кочани. Па подобро да не се вратеа од одмор. Правда на земјата нема, Бог рече. Правда не барајте. Горе всички пресни. Убийци. Благодарам луѓе на поддршката. Иако не сме многу бројни, но гледаме дека се уште има надеж да се сплотиме. Бидејќи оваа држава на вистина